Ја менуваат ли бугарите историјата во функција на своите интереси или навистина го заборавиле блиското минато? Го премолчуваат фактот дека токму во нивните вагони биле товарани евреите кои завршиле во логорите на смртта. За време на Втората светска војна бугарската фашистичка влада депортирала повеќе од 11.000 евреи во логорот Треблинка во Полска. Стотици невини жртви од Македонија, Тракија и Пирот биле затворани во само неколку квадрати. Воздух дишеле од овие прозорчиња. Вака им почнувала голготата, биле транспортирани во логорот каде прво биле измачувани и на крај задушувани во гасни комори. И после ваквите историски факти, бугарскиот председател Плевнелиев лично го покани шефот на Израел Шимон Перес до година да присуствува на одбележувањето на 70 годишнината од превенција на депортација на бугарските евреи во логорите на смртта. Еве како го коментираат ваквиот чин од фондот на Холокаустот на евреите од Македонија. Историски факт е дека цивилното општество во Бугарија ја спречува депортацијата заедно со црквата, така да бугарскиот народ го има правото да го одбележи спасувањето, односно недепортирањето на бугарските евреи во логорите на смрт. Од друга страна треба да се има во предвид дека бугарската фашистичка влада за време на Втората светска војна учествуваше активно во депортацијата и Холокаустот на евреите во окупираните територии. И додека нашиот источен сосед селективно ја чита историјата, во Грција неофашизмот зема замав, Златна Зора стана трета политичка сила. Што е со евреите во овој крај? Значи, секогаш кога има економска криза, национал-социјализмот или национализмот расте. Прашањето не е само за Грција, прашањето е генерално како да се превенира говорот на омраза. Се надевам дека еврејската заедница во Грција ја мониторира, следи ситуацијата заедно со сите останати институции кои што се занимаваат со спречување на говорот на омраза и дека доколку не дај Боже има некакви последици дека ќе се реагира, односно ќе се спречи за да нема никакви последици. Македонскиот фонд пак вчера со изложба во Меморијалниот центар на Холокаустот во Скопје потсети на трагичните приказни од фашизмот, раскажани од преживеаните евреи од Централна Европа.